И денеска, повторно, имаме една многу интересна активност, односно денеска ќе видиме како функционираат компасите и како можеме ние да ги изработиме. Но пред да започнеме со нашата активност, би сакала да ви поставам неколку прашања. Дали некогаш сте се запрашале кој го измислил компасот и како тој функционира? Компасот е инструмент кој реагира на магнетното поле на Земјата и служи за одредување на страните на светот. Најголем број компаси се состојат од магнетна игла, прицврстена на уска, со тоа што иглата може да се заврти во сите правци. Иглата на таквиот компас е свртена кон север, односно кон северниот магнетен пол на Земјата. Бидејќи е познато каде се наоѓа тој пол, сите копнени и водени површини може да се нацртаат на мапа во однос на нив. На тој начин компасот може да ги води патниците во посакуваниот правец секаде низ светот. Кој и каде за прв пат открил дека немагнетизираната железна игла, која слободно се врти во круг, секогаш ќе поставува кон север? Ова прашање е доста комплицирано, односно, точниот одговор никој не го знае. Едно време се сметало дека тоа е пронајдок на кинезите уште пред 4500 години, но денес таквото тврдење се оспорува. Меѓутоа, во секој случај, кинезите биле едни од првите народи кои го познавале принципот на работа на компасот. Арапските трговци биле тие кои го пренеле овој гениален изум во Европа. Познато е дека во 12 век компасот веќе бил познат на овие простори. Но се верува дека најстариот компас се состоел од немагнетизирана игла поставена на дрвен крст, кој пловел во тад со вода. Потоа почнало да се употребува игла која била поврзана со друга игла, прицврстена на дното на садот. Во почетокот се земал во предвид само правецот севериот и садот се поставувал на тој начин на северниот крај на иглата да го допира северниот дел на садот, кој пак бил обележан со бројка. На крајот на самата игла се закачувале карти обележани со точки. Интересна е приказната, нели? Но за да видиме како функционираат сите компаси и како можеме ние да направиме, ќе ги искористиме овие сознанија кои претходно ги објасни и со едноставни предмети кои ги имаме во домот, ќе пробаме да направиме компас. За тоа ни е потребно течно лепило, може да биде и секундарно лепило, може да биде и лепило од силикон, картонче или плутена тапа, мал магнет и тат во кој е наполнета вода. На овој начин, ќе ви објаснам понатаму, ќе можете да го составите компасот. Најпрво што треба да направите е да ги следите моите инструкции. На картонот или на плутената тапа ставате малку лепило. Го оставате лепилото неколку секунди да се засуши и на него го ставате магнетот исправен, како што е прикажано на самата слика. Кога магнетот ќе се залепи на плутата или на картонот, чекаме уште малку време додека не се вклучиме дека врсто се залепил и потоа можеме истиот да го ставиме во водата. Без да го допираме, ќе забележиме дека плутата, односно картонот, многу лесно се движи и се придвижува во текот на целото време. Доколку ја поместиме тапата, плутената тапа или картончето, ќе забележиме дека таа повторно се враќа во еден ист правец. Во правецот на кој постојано се враќа тапата, го означуваме со север, како што и беше објаснето на почетокот во пример. Со сивната страна од север и југ, од левата страна ни доаѓа запад, а од десната исток. Како и да ја свртиме плутената тапа или малото картонче, ќе забележиме дека секогаш и во секое време тие ги покажуваат истите правци.
Оваа приказна ми изгледа доста интересна и доста мотивирачка. Се надевам дека насоките кои ги имате во ова видео ќе ви помогнат самостојно да го направите компасот. Земете ги материјалите и потребните материјали и веднаш да започнеме.